Владата сака да гради без одобрение за градба. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски алармира дека власта сака да направи измени на законот за градење, со кој ќе се овозможи Бехтел и ЕНК да градат без дозвола. Според Мицкоски, градежните активности на терен нема да почнат уште долго време, затоа што владата не е подготвена. Прво ќе биде снимањето на терен, тоа се оние геолошки и геотехнички истражни работи, како што се геологијата, како што е идентификување на катастарските парцели, односно дефинирање на трасата, видете, трасата се уште не е дефинирана, па дури потоа следи изработка на основен проект, а од кога ќе биде изработен основниот проект, ревизија на истиот, па потоа дури аплицирање за одобрение за градба, заедно со сите оние придружни дозволи. Така би требало да биде согласно законот за градење. Измените кои што се доставени во парламент бараат да го отпочнат овој проект без одобрение за градба. Од вчера веќе течат и роковите за плаќање пенали бидејќи не е сменат законот за работни односи со кој треба да се дозволи 60 часа работна недела. Мицкоски алармира дека за месец и половина Македонија ќе треба да исплати еднократно 53 милиони евра пенали на Бехтел и ЕНК. Законот за работни односи не е сменат, односно работната недела е 40 работни часа, не е 60 како што е тоа предвидено во договорот. И од денеска стартуваат пеналите, односно еднократно ќе треба да платите 53 милиони евра на Бехтел и ЕНК. А потоа секој месец ќе треба да плаќате по повеќе од 2 милиони евра за секој ден доставање, за секој месец. Вие, граѓаните. Зашто? Затоа што некој одлучил да ве краде. И затоа ја повикува македонската јавност, граѓаните да застанат против ова, би рекол, историско злодело, а не историски проект. Владата уверено најавуваше дека на 22 април стартува изградбата на најголемиот историски проект. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски дури им кажа на новинарите дека ќе им испрати точна локација каде ќе започнат. Ама наместо тоа, вчера од неговиот кабинет испратија соопштение дека почнуваат подготовките. Според шпекулациите, првата траса ќе биде Гостивар Бокојчани, која впрочем е и најскапата делница. Според првичните информации ќе чини 18,5 милиони евра по километар или околу 560 милиони евра. Дека ќе заигра лопатата се радуваше цела влада кога се собра да ја отвори таблата која го символизира камен темелникот. Координаторот на проектот Артан Груби дури се облече во знакот на Коридор 8. 3 недели подоцна од помпезните најави за проектот кој го следат низа контроверзии, се уште имаме само табла.